Добра вечер, вие слушате Радио Канал 103, ова е емисијата Дансе Макабре со своето 541 издание, во кое чест и задоволство ми представува што во емисијата ми гостува режисерка повратничка во емисијата, која што за прв пат имав можност да разговарам со неа во емисијата на 27 март 2018 година, односно 347-та епизода на емисијата, кога имав можност на долго и на широко да разговараме за незините кратки филмови од самиот почеток на филмската кариера, а 5 години подоцна ја поканувам повторно да ме дружи во Дансе Макабре за да го продолжиме разговорот за еден многу убав повод, а тоа е премиерата на незиниот долг игран филм Преекспонирано, кој моментално се прикажува во киносалите во Скопје и ширум државата. Филм за тајни кои не може да бидат погребани во една врска, кога ќе се разгора страстите преку доаѓањето на еден млад лик во овој разностран триаголник. Режисерката направи храбар потек и одлучи да сними за време на корона, под ригорозните услови кои наметнаа лимитации, кои таа ги искористи во своја полза за создавање на потребната интима за доловување на портретот на едно модерно македонско семејство и неговата невообичаена посетителка. Привилегиран сум што во емисијата ми гостува режисерката Елеонора Пенинова. Добре дојде пак. Ти благодарам, татко. Кажи ми, имаш работен наслов Преекспонирано, и зошто Things Unsaid одлучив да биде англиската верзија? Па, со насловите многу имав доста дилеми, затоа што техничкиот израз за она што го работи ликот на Ана во филмот е соларизација. Така. Кој што вака како израз, како наслов не е многу привлечен, морам да кажам, затоа што не знам, ги поттикнува луѓето да размислуваат на многу различни работи. Можеби познат израз, барем кај оние кои што го работат или колку толку се разбираат во фотографија, е преекспонирано, иако тој не е докрај точен. Додека пак англискиот израз е solarization или Sabatier ефект, и баш буквално кога, и тоа беше долго време работниот наслов Sabatier ефект или ефектот Sabatier на македонски, и кога ги прашував кога одев и по вработилници и по средби со продуценти, финансиери. Сите тие беа некако заинтригирани, меѓутоа истовремено избунети, и баш кога ги прашував што им значи ефектот, имаше значи од butterfly ефект, некои такви асоциации до нешто поврзано со хемија, така што имаше многу различни асоциации кај луѓето и сватив некаде уште во текот на можеби снимањето или постпродукцијата дека ќе треба да го сменам. И најлогичниот наслов, барем за англиската верзија, ми беше Things Unsaid, додека македонскиот наслов, кој што како еден збор, како преекспонирано, малку повеќе ми се допаѓа и мислам дека е по-соодветен, отколку, например, да беше ефектот Sabatier, затоа одлучив да го оставам, иако едно време размислував и дали да го практично да го искористам неискажани работи или неискажано како наслов на филмот, меѓутоа не знам, на крај некако сепак бев приврзана за тој оригинален наслов на македонски. Убаво е барем во една форма да го има, што е поблиска нели до фотографијата, која што претпоставам дека тоа и беше зацртаната цел. Точно, исто така сакав до некаде да остане, затоа што фотографијата и целиот тој процес кој што го работи ликот на Ана во филмот навистина игра доста значајна улога и драматуршка и би рекла и метафорична во филмот, така што да, дефинитивно сакав некаде да фигурира тој израз. Меѓутоа бара признање Sabatier, ако веќе го искористиш, прашањето секогаш се поставува кој бил, што е, зошто е, како е, и веќе губиш половина од гледачкиот аудиториум кој што не е запознаен. Апсолутно, и морам да признам дека и јас, иако нели имам интерес и предзнаења од фотографија, кога прв пат прочитав за конкретно за овој ефект, не бев, мислам, претходно немав никакви сознанија за него, така што и мене ми беше до некаде ново сето ова. Знаев за двојна експозиција, за експонирање на фотографии, меѓутоа не за баш конкретно за овој ефект кој што патеме е откриен по грешка, практично во лабораторија таму во доцниот 19 век ми се чини. И да, и мислам дека е премногу стручен за едноставно да може да
Да му дадеш пристап на гледачот да допре до да му ја отвориш барем мала вратичка, да му отвориш да може да влезе, да не биде се дадено на послужавник, нели? Апсолутно, да, и да не биде таа врата комплетно затворена и да треба сега да оди на интернет и да истражува што значи ова, па да реши дали ќе го гледа филмот. Не, дополнителна енигма е тоа за секој потенцијален гледач. Кој па беше пресудниот момент кога одлучи дека ќе се посветиш на пишување на животот токму на овој брачен пар во долг филм, а не во краток? Па тоа беше, не знам, тоа беше процес кој што траеше можеби година-две, затоа што најпрвично кога ја добив идејата, ја добив како некаква идеја за краток расказ. И дури го напишав овоа како краток расказ и долго време си стоеше едноставно така, да, во фиока како краток расказ, можеби година-две. И не се сеќавам ни точно како се случи, едноставно решив да се вратам, го препрочитав и сватив дека всушност сакам од ова да направам филм. И во старт знаев дека ќе биде доста тешко или дека ќе биде голем предизвик да се направи филм од нешто што е во суштина каде што се бавам со внатрешниот свет, чувствата и односите помеѓу овие луѓе, секогаш е тешко да визуализирате внатрешна борба, внатрешни проблеми на одредени ликови и така баш благодарение на Facebook спомени сватив дека на 1 мај 2013 сум ја напишала првата сцена од филмот, така што е точно 10 години до денеска речиси од првиот запис во форма на сценарио. Супер. Кога одлучи па процесите на психологија и фотографија да бидат интегрален дел од самото действие од самиот почеток или па ги додаваше по првите драфтови? Кога добива овај облик кој што го има денес? Кога почувствува дека треба да добијат простор? Тие беа како елементи присутни од самиот почеток. Значи дури уште и во краткиот расказ кога го напишав, тие беа присутни од самиот почеток, затоа што тоа се две области кои што мене лично многу ме интересираат. Јас многу читам и истражувам на тема психологија, нели однесување на луѓето, социјална психологија исто така и фотографија. Особено во тој период ме интересираше многу фотографија и многу читав и одев на многу изложби, така што тоа е значи пред некои десетина години, така што тие рефлектираат сушност она што мене лично ме интересирало тогаш, а дел од овие работи секако ме интересираат и денес. А со текот на драфтовите претпоставам дека се повеќе и повеќе простор си зазема во самото пишување овие елементи, така? Да, точно. На почетокот тие беа едноставно нивни професии, нешто со кое што тие се бават, меѓутоа како што ги пишував действијата и сцените во кои што тие се бават со практично нивната работа, нивната професија, сваќав дека во голема мера се клучни и за тоа какви се ликовите. Значи, ако гледам и во вистинскиот живот работата која што ја работиме, често пати не оформува до некаде и влијае на начинот на кој што размислуваме или се оформуваме како личности, секако и обратно ја бираме работата заради тоа што сме одреден тип на личности со одредени интереси, така што и во ова сценарио се одвиваше овој процес практично паралелно. Работата и значи фотографијата и психологијата ги дефинираа во голема мера нивните ликови, меѓутоа секако и изборот на тие нивни професии е поврзан со какви јас ги има во главата како ликови уште самиот почеток. Супер, па со оглед на тоа што по 8-10 часа во денот сме слуги на професијата, така што интегрален дел станува. Дефинитивно, мислам тоа е случај и во мојот живот, за жал или за среќа, така што мислам дека и за повеќето луѓе. Сите црпиме инспирација од реалноста кога твориме, но колку ти беше значено филмот да биде своевидно пресликување на реалноста? Колку инсистираше да ја доловиш денешницата, односно дали ја засилуваше или поублажуваше во контекст на случувањата и со односот кој што ги има ликовите?
Во моите филмови би рекла дека секогаш има еден степен на стилизација на реалноста, затоа што пресликување на реалноста како таква мене лично барем не ме интересира. Сакам да гледам такви филмови понекогаш, мислам дека може да бидат многу интересни, документаристички приказ на времето во кое што живееме, меѓутоа мене лично тоа најчесто не ме интересира, значи има дефинитивно степен на стилизација, не директно пресликување на реалноста во која што живееме или во која што живеат можеби вакви брачни двојки. Меѓутоа, би рекла дека е од реалноста нивните емотивни искуства, врската во која што ја имаат, односите меѓусебни, не само меѓу нив двајцата, туку и кон Маја, дека дефинитивно е земена или инспирирана, да речеме, од реалност или од работи што се случиле. Супер. Колку успеа филмот кој го имаше замислено во твојата глава да го пресликаш и реализираш во финалниот продукт? Тешко ми е да одговорам на тоа прашање, затоа што и тоа што го има во глава, бидејќи долго време работев на филмот, се менуваше, да, така што од она например во првите верзии на сценариото Маја беше многу по присутен лик. Би рекла дека можеби во најпрвите верзии на сценариото, оние што датираат пред 8-9 години, дека филмот беше практично за неа и беше една coming of age приказна во која што двојката нези и помага на некој начин да созре или во тој клучен момент на нејзино созревање, меѓутоа како поминуваше времето, мене ми станува тие поинтересни како пар и така што да, прашањето колку успеав, пред 7 години имав еден филм во глава, потоа имав друг филм и сега некогаш е тоа добро, некогаш е лошо, меѓутоа мораш да пресечеш некаде, така мораш да одлучиш или првиот или вториот ќе го снимаш, така. Да се одлучи, така што од она што тргнав да го снимам, да кажам, непосредно пред снимањето, секако мислам дека успеав во голема мера да го доловам тоа што сакав. Супер. Каде и кога ќе може да го погледнат гледачите филмот? Филмот во моментот игра во кино, значи игра во Cineplex во неколку термини, исто така во Millennium, игра и во кинотека практично од, не знам, денес утре почнува. Додека низ Македонија може да се види сега за сега Велес, Свети Николе, Кочани, Битола, и мислам дека уште неколку градови допрва треба да ги договориме. Одлично. Ова е само еден краток повед за сето тоа што ќе дискутираме со Елеонора во текот на емисијата за нејзиниот филм Преекспонирано, а останете со канал 103. Данас е Макабра, емисија во која 14 сезони се зборува за уметност, борба против лицемерието, зависта и користолюбието, и тука уметниците се вистински херои, не политичарите, и секое издание е една мала победа против шундот и апатијата. Целта на емисијата е да го доближи квалитетниот филм до кој слушател и да воспостави диалог помеѓу уметноста и реалноста. Вечер имаме закажан полноќен танц со смртта по 541 пат. Јас сум Златко Ѓелевски, а ви останете со трансмисијата на канал 103 до крајот на светот. Вие слушате радио канал 103, емисијата Данс е Макабра, 541 издание, со мене во студиото на 103 Елеонора Венинова, и во текот на овие 2 часа ќе разговараме за нејзиниот долг филм Преекспонирано. За првиот долг филм собра камерна екипа, пред објективот зборувам, и прашањето ми е колку имаше можност да ги излечиш детските болести од кратките филмови, за да не го затрупаш долгиот со се што сакаш да кажеш. Најчесто тоа знае да биде проблем кај студенти кои, например, многу брзо влегуваат во долг филм и се уште не се истражиле себе си. Сега, колку ти беше свесна да ги избегнеш овие замки кои што можеби постојат на се сакам да има во филмот? Да, мислам дека сега дали сум успеала или не, ќе кажат гледачите. Меѓутоа, кај мене беше, бидејќи траеше тој процес, имав можност да го пречистувам на некој начин сценариото со секоја нова ревизија и навистина да дојдам до сршта на она за што сакам да зборувам, така што мислам дека тој процес на
ревидирање на сценариото ми помогна да се ослободам од многу од она што беше вишок или непотребно. Имаше во некои претходни верзии на сценариото и родителите на Маја доаѓа да ја земат од куќата на крајот на тој престој и на почетокот ја носеа. Така што меѓутоа тоа беше кога приказната беше фокусирана многу повеќе на неа. Така што навистина се работев на тоа да го доведам сценариото до скелетот на она што сакам да се занимавам, меѓутоа потоа се јави еден друг предизвик, а тоа е дека практично сакав да имам 3 главни лика или 3 лика кои што ќе имаат значајна улога во филмот и тоа третирање на 3 главни лика беше голем предизвик затоа што секој од нив нели треба да има некаква линија, треба да добие доволно простор и би рекла дека тоа беше поголем предизвик, можеби отколку ова да не ставам премногу работи во првото сценарио. Супер, меѓутоа пак треба да балансираш помеѓу нив, нели? Точно, и тоа беше можеби процесот кој што ми одзема најмногу време и во пишувањето на последните верзии на сценариото, значи како да го направам тој баланс меѓу трите лика, значи да сите да добијат, да си го добијат заслуженото место, меѓутоа истовремено па да не се скока од еден лик на друг, туку тоа да биде некако фино испреплетено. Потоа истиот процес го правевме и на монтажа, затоа што видовме дека постојат делови во филмот каде што се појавуваат, например, 2 лика, тоа беше ликовите, например, на Маја и Филип, а ликот на Ана ја немаше некои 10 минути. И тогаш одлучивме да извадиме дел од тие нивни заеднички сцени, затоа што свативме дека едноставно ритмот на филмот беше на некој начин нарушен или дека едноставно не се испреплетуваа баш добро сите тие 3 приказни, меѓутоа на крај доста сум задоволна од тоа како излезе. Тежиштето си го поместила на еден начин за да се воспостави таа равнотежа помеѓу ликовите. Да. Зошто одлучи да не изложиш да го следиме семејството на интелектуалци од овие професии? Сакав да се занимавам со луѓе кои што немаат баш екзистенцијални проблеми, немаат финансиски проблеми, значи практично гледано од страна тие не би требало да имаат никаков проблем, би требало да бидат среќни. Така имаат, заработуваат, да речеме, релативно добро за македонски услови, си имаат убава викендица. Може да си овозможат кога сакаат да си одат и да си работат од там. Да, што е сон на многу луѓе. Ми се чини да можат било кога и каде да си заминат покрај езеро, на планина и да работат и теоретски се треба да е убаво кај нив. Баш сакав да создадам, мислам, да се занимавам со една двојка која што навидум нема зошто да не бидат среќни или да не бидат задоволни со себе и баш да видиме што се случува кога имате сите ваши основни потреби се заработени, а вие сепак не сте среќни. Зошто? Така. Значи од таа идила, од таа еденска градина се соочуваат со проблеми со кои што не сакаат да дискутираат очигледно. Значи не е доволно за да биде еден човек исполнет само со основните потреби, така? Така ми се чини и мене во животот. Да, и самиот филм. Самиот процес на overexposure, односно псевдосоларизација, или како што го напоменавме ефектот Сабатје, доаѓа од фотографијата, процес во кој што се менуваат боите и на ликовите кои се на фотографијата и кажи ми зошто, односно тоновите, извинувам, зошто баш ова излегување на површина на тоа што не го гледаме одлучи да биде лајтмотив на филмот? Би рекла дека доста некако мене барем ми дојде како очигледно и кога како што споменав претходно, кога читав за аналогна фотографија, особено за овие ефекти кои што се откриени на почетокот на минатиот век или на крајот на 19-тиот век, ми се виде мощно интересно баш тоа што го спомена и ти во описот, што доаѓа до една промена на тоновите на лицата, на ликовите во фотографијата, значи се открива, ако може да кажеме, една нова реалност, се создава една поинаква фотографија, која таа фотографија во процесот на развивање ќе биде
изложена на непосакувана светлина. Така. Како што реков, тој ефект по грешка е настанат во лабораторија. И од самиот почеток знаев дека ликот на Филип ќе се занимава со психологија, особено со говор на тело, што мене многу ме интересираше кога бев на годините на Маја и многу читав книги на таа тема. Супер. И практично тие два елементи некако природно ми се споја, значи ние откриваме нешто преку невербалната комуникација, а фотографијата кога е изложена на непосакувана светлина, открива нешто ново, да речеме во себе или во изгледот на оние што се на фотографијата. Со тоа што не се гледа со голо око, фотографијата може да ни го покаже. Тоа што секогаш е присутно, меѓутоа не можеме да го забележиме очигледно. Тоа се тие емотивни квалитети кои што како метафора може да послужи фотографијата за да го покаже тоа што цело време е тука, меѓутоа не се гледа. Да, апсолутно. Тука е и психологијата, начинот на однесување на луѓето, применета на дело од страна на Филип, кој што во дадена ситуација ја преанализира и својата сопруга, ова се веќе незини погледи и ставови. Колку тоа знае да биде иритантно за Ана и воопшто за сите луѓе кои што би биле во негова близина со оглед на тоа што би знаеле дека цело време ќе бидат под некаква си анализа од негова страна. Да, ми се чини дека тоа умее да биде доста иритантно. И бидејќи јас читам многу, како што ви кажав, книги за психологија и некогаш знам да се поставам во некаква улога на квази психолог и на некои мои блиски, дали пријатели, дали членови на семејство, да им излезам со некоја дефиниција за тоа што прават и тоа многу ги лути луѓето, така што тоа одлично искуство го имам. Искусено колку е непријатно кога некој ќе ви предочи нешто без разлика, не зборувам дали е точно или не, некојаш е точно, можеби некојаш е тотална конструкција на оној што ја прави анализата. И така што, да, ова е, морам да кажам, преземено од некои мои лични карактеристики, многу повеќе отколку од карактеристики на други луѓе. Меѓутоа и тој би се соочил со тој проблем, верувам. Да. Ако веќе се соочува со својата сопруга, така би било и во округот на пријателите, најверојатно и помеѓу колегите, тоа уште би било поинтересно кога меѓу себе би се анализирале, така што тоа се сосема други филмови кои што се засемни на ова дело. А како би изгледал филмот ако социјална психологија би била темата? Ако би била социјална психологија темата, мислам дека би имало веројатно многу по-силен општествено-социјален печат или подлога целиот филм. Така што не знам, мислам дека би бил доста поразличен. Би рекла дека многу различен. Би се соочил повеќе со ситуација во која што живеат во државата и во односот на како ги имаат групите во социјални групи, односно заедници, отколку да биде вербална, односно невербална комуникација, така? Да. Супер. Хронемика, кинезика, вокалистика, проксема се неколку од називите на поглавијата од филмот. Кажи ми зошто се одлучи да гласа според поглавијата од невербална комуникација? Па и тоа е нешто што многу го размислував додека монтиравме. Во оригиналното сценарио имаше поглавја, меѓутоа тие беа поглавја со имињата на ликовите, бидејќи во различни делови на филмот третирав или давав примат повеќе на едниот од трите лика. Меѓутоа, како што го монтиравме филмот и некако се издвоја некои, колку се 6-7 секвенци, кои што кога јас ги гледав како гледач, од како веќе ги измонтиравме, сватив дека некако несвесно, полусвесно сум ги обработила или сум ги организирала на таков начин што практично ги рефлектираат овие 6 начини на невербална комуникација практично и бидејќи тоа е нешто што провејува низ филмот паралелно со ефектот сабатија или преекспонирано, одлучив да ги искористам нив. Така што тоа е во преден план, да, да ги ставам во преден план и мислам дека со тоа се даде една можеби сегментираност на филмот, меѓутоа за мене беше
интересно да се опфати и тој аспект кој што е можеби повеќе сврзан со ликот на Филип. Филип, да. А зошто па ја ситуираше приказната во денешницата, а немаше предизвик да ја направиш во контекст на минато или иднина, со оглед на тоа што да, немаш конкретно година време, меѓутоа и во поглед на облека, однесување е поблиска до времето кое што го живееме. Не сакаше да ја ставиш во друг хронотоп? Искрено не, никогаш не размислував да ја ставам во друго време од сегашноста, Така. практично, затоа што мислам дека ова се проблеми кои што се актуелни Така. и нешто што за волја на вистината мислам дека ги мачале луѓето и пред 10 и 20 години и веројатно ќе ги мачат и 10 години од сега, така што за тоа немав никакви дилеми. Така, само што сега ќе има можност да разговараат отворено за проблемите. Па, се надеваме, да. Да. Зошто одлучи во Охридско да снимаш? Потребно ти беше некаква оддалеченост од цивилизацијата за да се образува некаков свет во мало на ликовите или? Да, сакав да бидат изолирани, затоа што мислам дека како што не научи пандемијата воедно, дека кога сме изолирани и затворени во кругот на можеби најблиско семејство или партнери, Така. многу од нештата кои што сме ги премолчуваме знаат да еруптираат на површината и истовремено сакав да бидат затворени и насочени малтене исклучиво едни кон други, а од друга страна сакав да бидат на некоја многу убава локација, каде што повторно околу нив ти имаат прекрасна куќа, езеро, прекрасен поглед и повторно се би можело да биде идилично, но зошто не? Затоа што тие помеѓу себе не ја гледаат убавината во и вон себе, очигледно. Една од тие тези. Ана, Камка Тоциновски, фотографка која што ја подготвува низината изложба, која не може да ги комплетира последните фотографии, премолчува делови од низиното минато во поглед на врската со Филип. Колку е сватено сериозно од професионалниот избор кој што го има направено од страна на Филип? Па, тоа е нешто што мислам дека многу од уметниците се соочуваат во партнерските односи, особено ако имате партнер кој што не е во уметничките води. Некогаш ми се чини дека на нив им изгледа дека ова што ние го работиме е детска игра, дека е можеби неважно или не, дека едноставно не заслужува толку нервози и внимание колку што ние му придаваме на некој начин и во тој поглед би рекла дека Филип за жал не го сваќа сериозно тоа што таа го работи и мислам дека тоа е исто така дел од суштината на нивниот дисбаланс, да. И дисбаланс на мок и на финансиско, како кажам, на финансиска структура која што има во хиерархијата на нивната семејна заедница пред се. Меѓутоа, да, ова поширок коментар дава за контекст на сите уметници, без разлика дали се музичари, режисери, сликари, фотографи, мислам, сите патат. Тоа неразбирање на околината, започнувајќи, и потоа се рефлектира на партнерот, партнерката со која што си. Значи, тоа е од глобална смисла доаѓа во микрокосмосот, во самиот дом. Само се пресликува. Да, точно. И убаво е што доста оставаш простор за да се коментира за тоа, заради тоа што има на најдобар можен начин да видиме тоа со квалитетната односно квалитетот кој што го има низината фотографија, што рефлектира дека треба да се свати сериозно во најмала рака. Сега имаме лик кој што се крие позади апаратот, за која што нели Маја позира. Прашањето ми е колку го гледа светот низ призмата зад заштитата од леќата. Ана. Да, би рекла дека тоа е многу точен опис на незиниот лик. Таа се крие зад апаратот. Таа е она која што фотографира, таа е она која што сака да ја создава композицијата, меѓутоа
додуша само во еден момент во филмот го врти апаратот кон себе и ако забележите е многу некомотна во таа позиција кога треба да застане пред апаратот. Така што мислам дека тоа е нејзин начин да го создава светот кој што сака да го гледа преку фотографиите, за да не мора да се соочи со светот во кој што живее. Значи пак е обид за контрола на еден или на друг начин, колку што може да го има таа. Да. Okay. Колку па има манипулација, колку кај Ана со фотографијата, колку кај Филип со луѓето? Да, тоа е нешто што си го префрлаат еден на друг, кој со кого манипулира. Јас би рекол дека и двајцата манипулираат и тоа е всушност дел од проблемот во нивната врска. Самото тоа што Ана постојано се крие, има една мистерија околу нејзиниот лик, околу не само она што го работи, туку она што таа е како личност. Мислам дека е еден тип на манипулација, а Филип истовремено за сета таа смиреност и можеби прагматичност, истовремено се кријат и некои негови фрустрации, незадоволени желби и потреби кои што тој наместо да ги каже, ги премолчува и ги покажува на многу други неконструктивни начини. Баш така, тие растат како квасец во него и го бараат моментот кога треба да излезат на површина, нели? Да. Сега Филип Благој Веселинов, резигниран психолог кој се обидува да го состави учебникот по прва година, не му оди баш најдобро, посебно во последното поглавје, само што не сака нели да ја донесе одлуката за финализирање. Зошто е двоумач? Зошто е неодлучен со тој страф од правење грешки? Да, таа карактеристика кај него ми се виде логична, затоа што мислам, па дури и кај себе во одреден дел од животот ги имам забележано, дека кога премногу анализирате, кога премногу ги размислувате работите, имате тенденција да се развие страв да донесете некаква одлука од страв да не сгрешите. И тоа е тој лик. Филип е таков тип на човек кој што едноставно постојано ги анализира нештата и се обидува да донесе најдобра одлука, меѓутоа не може, а делумно не може да ја донесе таа одлука затоа што длабоко во себе и чувствува дека нешто не е во ред со не само со учебникот, туку и со неговиот брак. И би рекла дека сето тоа е на некој начин купување време за да се дојде до суштината на она што тој сака да го каже или да го направи. Супер, сега од друга страна и Филип не сака да го даде кучето, кое што го имаат, приврзане со него и дури во еден момент нели ја лаже Ана дека всушност сака да го даде, а не сакаат луѓето да го присвојат. Зошто е тој приврзан и дали ова е некакво си пресликување на тоа што немал можност да го има до тогаш? Да, кучето исто така беше присутно уште од првата верзија. Тоа е нешто што остана, ми се чини од самиот почеток и тоа е еден вид на сурогат дете, ако сакате, за двојката и повторно ова се од некои лични искуства, знам многу двојки каде што едниот партнер сака конкретно куче или мача или некој домашно животинче, другиот не сака и тоа, иако навидум изгледа како тривијална можеби расправија, често пати знае буквално да се претвори во нешто поголемо и најчесто за тоа се кријат некои други неразрешени прашања кои што ги има таа двојка, така што и во оваа ситуација Филип искрено сака да чува куче, меѓутоа многу повеќе сака, ми се чини да ја натера Ана да ја изманипулира во тоа и таа да сака да имаат куче или дете или нешто друго во нивната врска освен тие двајца. Да. Меѓутоа имаат раздор во поглед на тоа прашање за потомство. Колку е важно да се дискутира отворено за ставовите и погледите помеѓу партнерите според тебе? Па, секако дека е многу важно, меѓутоа тоа е лесно да се каже, а тешко е, ми се чини да се спроведе во пракса. Особено тоа прашање за имање, немање деца. Има една стигма кај нас, мислам генерално можеби во Европа не е толку нагласено, меѓутоа се уште постои, а тоа е дека едноставно е неприродно да не сакате да имате деца.
и тој став кој што буквално во Македонија е многу силен, едноставно дека сите мора да сакаат да има деца, а особено ова важи за жените. На мажите може да им се прости или да се разбере, меѓутоа едноставно за жените е неприфатливо, значи сите сметаат дека е неприфатливо жена да не сака да има деца. И патриархално уведување има тука доста. Да. Од една доза. Дефинитивно тоа е барем кај нас. Во контекст на Европа не е така, меѓутоа кај нас тоа е доминанта една. Да, тоа е тој патриархален став дека жената, освен ако не е мајка, е на некој начин нереализирана и тоа е нешто што тлее, што можеби Филип не го кажува директно, бидејќи не е ни можеби свесен, меѓутоа тоа е нешто што Ана не се осмелува да го каже баш од јасно да го каже баш заради сите овие причини и општеството во кое што живее. Да, е генерацијски товар, е нешто што е наметнато и притисок кој што не би требало да постои со оглед на тоа што барем на север по-објективно може би се гледа на оваа проблематика и се дискутира поотворено за функцијата на мажот и жената, сопрузите, како и да е во едно семејство, така? Да, иако кога зборував особено со некои жени продуцентки и од Франција, ми се чини од Норвешка, тие рекоа дека секако дека е поприфатливо тоа кај нив, меѓутоа дури таму има кај дел од населението сепак една резерва, една осуда кон тој став и пред се гледање на него како на неприроден, што е нешто што мене лично многу ми пречи. Така, и затоа и го има и во самиот филм. Маја, Сара Климовска, младата девојка која пораснала, а парот остарал, како што напоменуваш во филмот, таа преспева кај Ана и Филип, истражувајќи ја својата сексуалност и изразувајќи афинитети кон парот, особено кон Ана, зашто Маја покажува афинитети кон двајцата, се барали уште себе си. Па да, мислам дека таа е во тие години кога се уште истражува, се уште на некој начин флуктуира со своите желби, иако мислам дека длабоко во себе веројатно знае што сака, или ќе дознае наскоро, можеби набрзо по завршувањето на филмот веќе и дознала. Ќе стане јасно. Ќе стане јасно. Меѓутоа да, мислам дека таа има и симпатии кон нив затоа што ги знае уште од дете. Има една доверба, се чувствува доста слободно околу нив, тие се покул од незините родители кои што се нели традиционални, ригорозни во однос на излегување и сите тие работи, а тие се малку, можеби бидејќи немаат деца, се пофлексибилни, така што мислам дека таа има и такви некои симпатии кои што се во суштина доста чисти, детски би рекла, меѓутоа сето тоа и се мешаш со она пубертетско или веќе тоа адолесцентско будење на сексуалноста, на желбите, на копнежот, на желбата да се биде сакан и сексуалната желба, така што мислам дека многу нешта и се мешаат во тој. Супер, она класичен coming of age лик, мислам. Да. Со право си го ставила фокусот на почетокот на филмот на него, со тоа што одговара за сите тие транзициони фази во кои што би бил еден млад лик ставен во оваа позиција, нели? И искушен пред се. Маја е од Инстаграм генерацијата, која што е во судир со фотографката во неколку сцени, односно таа говори за фотографии кои што имаат филтер, не сака старомодни фотографии, не е добро облечена за сликање, односно колку таа всушност не ја разбира артистичката страна на уметничката фотографија. Колку за неа фотографија е фотографија. Да, баш тоа мене исто ми беше интересно, дека во денешно време на Инстаграм и филтри, дека голем дел од корисниците, особено од помладата генерација, едноставно немаат идеја што е фотографија, бидејќи кога ќе наставаат филтри и еден чуд ефекти и ќе ја скратат, ќе ја дотераат композицијата, тие добиваат нешто што мислат дека е фотографија. Вака визуелно можеби изгледа како добра фотографија, меѓутоа мислам дека за жал не се свесни за
за суштината, за душата која што ја има една фотографија која што е направена на поинаков начин. Посебно аналогната, да, особено аналогната фотографија кон која што лично сум доста носталгична и тој судир на генерации ми беше мощно и интересен, затоа што јас лично немам Инстаграм и сум старомодна во тој поглед. Во нејзини очи, Да, и веројатно во очите на сите тинејџери и адолесценти и мислам си преферирам фотографија, особено аналогна фотографија или фотографија која што не е изманипулирана со низа на вештачки дигитални ефекти. Ефекти, така. Меѓутоа и на интересен начин ги имаш овој судир на генерации доловено баш токму преку призмата на која што младите денес гледаат на фотографијата. Како за нив тоа ќе ја кропнеш и решен проблем. Да. Супер. И има совршена композиција и ќе ставиме во квадратче на Инстаграм. Јеј! Зашто, кажи ми, возрастните ги држат нејасни работите за да манипулираат едни со други со тоа тие недоречености како што Маја ги посочува? Па, мислам дека тоа е нешто што го учиме како што растеме и созреваме. Едноставно и додека сте дете, ви кажуваат на гости кои ќе едете, немој за тоа да збориш, немој за тоа да правиш, немој... И едноставно полека таа спонтаност и детска искреност се губи со текот на годините, додека не дојдеме во некои возрастни адолесцентски години, кога веќе тоа толку го имаме усовршено што практично не сме ни свесни дека го правиме. И мислам дека тоа е прашање на воспитување и тоа е процес на растење, истовремено е и општествен конструкт во смисла на тоа. Замисли колку би било хаотично општеството, па сите да си кажуваме се што мислиме или се што ќе ни падне на памет. Па многу брзо ќе дојде Трета светска војна. Побрзо од колку што би очекувале да дојде, така? Веројатно да. И така што до некаде сега да не речам, ќе речам се и неопходни тие мали, како да ги наричаме, рестрикции, да, кон себе, мала самоцензура, меѓутоа не до степен ми се чини до кој што го практикуваме тоа. Да се загуби собствениот идентитет, нели, на крајот на денот, да стане тоа одбележје на нашето постоење кое што не би одговарало, ако па од друга страна другата екстрема сите се однесуваат на таков начин, така. И тоа била една дистопија. Точно. Дефинитивно. Меѓутоа, од друга страна, па телото има значаен третман во твоето дело. Од една страна, кога разговараат девојките, нели, се посочува дека жените се понежни, посиметрични за фотографирање, и во еден момент Ана ја подсетува Маја дека па тоа е и твое тело. Така што тоа ми беше една многу убава карактеристика и таа го користи тоа нејзино тело од една страна за да заведе. Меѓутоа, како е всушност третманот на телото од страна на Ана со тоа што таа има уште една реплика која што вика телото памти. Така што телото мислам дека конкретно во дадената ситуација со оглед на тоа што имаме два женски лика, се тематизира женското тело, меѓутоа и функцијата на телото воопшто ми беше значајно колку ти сакаше да ја посочиш во преекспониран. Па, искрено не можам да кажам дека свесно одбрав да ја третирам таа тема, меѓутоа ете некако несвесно си излезе. Дури би рекла дека сега него срочила вака, можеби немав ни самата забележано колку всушност голема улога игра телото. Женското тело е предмет на објективизација во современото општество, до степен што веќе и не препознаваме дека женското тело е тотално објективизирано, и мислам дека тоа е нешто што Ана може би има внатрешни дилеми околу тоа како да фотографира жени или како да фотографира луѓе, бидејќи таа прави портрет фотографии пред се, а да не ги објективизира. Така што тоа е една нејзина внатрешна дилема, која што доаѓа и од тоа што ти го спомена, од таа реплика што вика телото памти, дека телото сепак му припаѓа пред се на оној што го, нели, што е негово, чие што кој што го користи нели во сопствениот живот и сопственото постоење. Така што мислам дека на некој начин се обидува да и каже дека таа треба да си биде
во собственост на нејзиното тело, а да не биде обратно. да, Мгм. а не некој друг да биде или да ја објективизира или да и кажува што да прави со тоа нејзино тело и да се едноставно да се однесува кон него грижливо. Баш така. Темата или што и да е тоа што се вика во изложбата е љубовници. Кажи ми колку успеа Ана да ја долови според тебе зацртаната цел на темата или па можеби недофатлива останува за неа со оглед на тоа што не може да ја комплетира изложбата. Да, ја би рекла дека не успева. Се може да дебатираме дали е тоа така или тебе не. те прашувам, да. Затоа што мислам дека таа има еден нефункционален љубовен однос и мислам дека и заради тоа е толку тешко да ја комплетира и како што предочува и Маја во една друга сцена и вели љубовниците кај тебе не се гледаат во очи, односно се доста разделени и ако ги гледате и кадрите во мојот филм и тие се постојано разделени. Така што за жал да, мислам дека изложбата нема на да ја биде успешна. нема Нема да скоро ја време да гледаме. ја погледнеме, да. И од икс други причини се разбира, технички. Рекреирањето на иста фотографија некогаш и денес е со однос на тоа што биле и тоа што се. Сега, колку тоа што гледаме е поразлично од тоа што е таму. Да, тоа што биле и тоа што се е мотив кој што исто така се провлекува, меѓутоа како што ќе дојдеме можеби до крајот на филмот или како што се расплетува тој однос, можеби заклучок е дека тие никогаш и не биле тоа што гледаат на таа стара фотографија од нив двајцата. Јас лично имам доста сакам фотографии, меѓутоа не сакам јас да се не сакам да се фотографирам, затоа што на некој начин фотографиите заробуваат еден момент од времето, од нашите животи и некако како ние знаете го памтите моментот гледајќи ја фотографијата најчесто кога била сликана таа фотографија и имам чувство дека остануваме заробени со тие чувства или со тие односи кои што се отсликани во таа фотографија, така што мислам дека тоа на некој начин им се случува и на нив. Да. Сега Маја сама си дошла без да ја каже на Марта, незината мајка. Родителите треба да бидат присутни во незиниот живот, меѓутоа за кратко таа функција ја зема Ана и Филип пред се. Тие се загрижени, нели, каде е Маја, и прашањето ми беше колку ти е важно да ги погледнеме во функција на привремени родители, во дадена ситуација сурогат родители, ако веќе куќето го земаме во таа функција, колку тие се во функција на замен. Па да, сакав да, како што ти кажав, имаше верзии каде што се појавува или двајцата или дури верзија во која што само Марта се појавуваше, бидејќи сепак по конфликтен однос Маја има со мајка и како што мислам дека е често со многу ќерки и нивните мајки. Меѓутоа на крај се одлучив тие да не се појават, да бидат присутни, значи низ разговорите преку телефонски разговори, низ разговорите меѓу самите ликови, баш заради тоа што сакав Ана и Филип да ја преземат или некако да им се наметне таа улога на сурогат родители, баш заради можеби реализација на таа желба на Филип да биде родител. Така, со тоа гледам тоа што тие ја чекаат да се врати, па каде, па зошто ја нема, и веќе тие фрустрации кои што ги доживуваат на своја кожа, кои што родителите ги имаат кога нивното дете е, нели? Да, во градот, да. Тоа беше најдобар начин да го пресликаш таа грижа, да ја пресликаш престо која што треба да ја знаат ако веќе сакаат да одат на друг чекор. Генерацијски судир имам во времето кога од Филип бил млад, кога ако ти се допадне на девојка, како што знае да посочи после бакнеш ќе сте заедно, а денес па Маја посочува дека од незина генерација прво се има секс, а потоа се размислува дали ќе се биде со некој. Во што се состои тој љубовен генерацијски судир во минатите и модерните времиња? Па, мислам дека денеска баш идеално поради оно што го зборувавме претходно, поради објективизација на женското тело, поради една сеприсутна
сексуализација на односите меѓу луѓето во реклами, во маркетинг кампањи, па и во филмови. Во видеоспотови, исто така музички спотови. Мислам дека младите чувствуваат многу поголем притисок да имаат секс на многу порана возраст. И едноставно тоа е нешто што особено во тие години им создава многу голем притисок и имаме всушност и други македонски филмови кои што се бавеле на мои колешки со таа тема и би рекла доста успешно. Така што да, тој генерацијски јас е видлив и е нешто во што Маја не може да се снајде, бидејќи ми се чини дека го чувствува како нешто што е наметнато или од едноставно нејзината возрастна група. Меѓутоа таа не може да се снајде во тој, како што мислам впрочем дека не може да се снајдат и многу од тинејџерите, меѓутоа едноставно е тешко да зборуваат или немаат со кого да зборуваат за тоа, затоа што родителите се апсолутно непристапни за разговор на тие теми. Така не се ни запознаени со тие. Очигледно во Судирот со Филип веќе гледаме како се манифестира тој јас заради тоа што почнува муабетот во моето време поразлично беше, така што. Да, и кога тој би бил родител, прашање кога вистина би бил родител, како би го истерал тој муабет. Ја мислам дека и покрај тоа што е психолог би бил доста збунет да најде начин да го објасни, мислам, или да даде некаков совет како едноставно Маја да се постави во тие односи, што морам да признам и јас кога размислам на тоа, навистина мислам дека е деликатна тема која што не се дискутира, а би требало да се дискутира. Требало, да. Посебно на начин на кој што младите ја сваќаат и ја толкуваат помеѓу себе. Имаме во филмот и трансформација и нови согледби, колку се поразлични ликовите кога ги запознаваме на почетокот на филмот и колку се различни до крајот на филмот. Има ли арка некоја драстична или? Да, мислам дека има, меѓутоа кај некој е поголема, можеби кај некој е помала, меѓутоа кај сите мислам она што е заедничко е што тие не откриваат нешто ново, туку едноставно го можеби го освестуваат или го реализираат она што можеби потајно цело време го чувствувале за себе или за своите врски, така што така би го опишала тој нивен разговор. А колку пати беше важно да се воспостави хемија помеѓу парот, односно триото всушност? Па мене ми беше многу важно и заради тоа и кастингот траеше неколку месеци, затоа што имаше доста талентирани индивидуални глумци кои што се појавија за различните улоги. Меѓутоа потоа ги спојував и гледав како тие функционираат одбравме неколку од тие заеднички сцени, значи Ана и Филип и Маја и Ана и Маја. И некогаш функционира, например, Ана и Филип, некогаш не функционираа со Маја или обратно не функционираа меѓу себе, функционираа со Маја. И навистина долг беше тој процес баш заради тоа што сакав да има некаква хемија меѓу ликовите и на крај всушност одбрав тројца глумци кои што до тој момент нема работено заедно во смисла на заеднички сцени. Тие иако глумеле можеби во некои театарски представи или филмови заедно, меѓутоа не делеле заеднички сцени, така што практично моравме, тие се знаеа нели како приватно, меѓутоа не се знаеа како партнери во филм. Меѓутоа филмот има третмани на флерт и на срдечност. Сега Ана вика дека тоа е период на Маја која што ќе помине. Филип од друга страна и удоволува. Каков е тој однос на парот кон флертувањето кое што го прави Маја? Па, мислам дефинитивно двајцата се збунети и затекнати од целата ситуација, затоа што некој кој што тие се уште го памтат како девојче им се враќа како практично речиси оформена жена. И одеднаш не знаат кога тие нејзини закачки и флерт е едноставно игра, а кога е тоа и како да го сватат сериозно. Така што мислам дека буквално двајцата онака пливаат во матно и не знаат како да се постават кон неа. Дури во една ситуација Ана и посочува како ти дете што ќе јадеш, како уште ја третира како буквално она ја вербализира како дете. Да, и мислам дека тоа е
многу свесно во смисла да и даде на знаење дека тоа е незината. На дистинкција да има помеѓу нив. Да, таа е функцијата да не ги поминува границите. А па на што се должи исчезнувањето на фотографиите и дали воопшто сакаш да дадеш во филмот конкретно јасна индикација каде се, што се, зошто се и кој е виновникот за тоа? Или не ти беше целта тоа да се образложи? Беше образложено и во сценариото и ги снимивме тие сцени како исчезнуваат фотографиите, меѓутоа потоа кога го работевме филмот во монтажа, некако одлучив тоа беше една од нештата кои што едноставно не е важно зошто исчезнуваат фотографиите. Едноставно не сакав да се бавам со тоа затоа што во интерперсоналните односи честопати не се важни нештата што се случуваат надвор, тие се само еден повод за да излезат некои работи кои што ги чуваме внатри и затоа едноставно во монтажа буквално ги исеков тие сцени што се случува, кој ги зема, каде се фотографиите, затоа што сметав дека е неважно. Така, и на тој начин ја оставаш и велот на мистеријата го оставаш на тоа каде и што и зошто можда исчезнале тие. Сега, има еден процес на стереотипизација, го забележувам тоа и во тој филм, дискутирав со тоа и во Илузија дискутирав со Свето. Насилниците и во неговиот филм, односно категоризирани, од една страна се луѓе кои што носат мајци од бендови и луѓе кои што ги категоризираше и тој во неговиот филм, кај тебе имаше еден лик кој што е оквалификуван со предрасуда од страна на Филип дека е силеџија со самото тоа што носи мајца од смат. Да. Бледа е, ама ја познав дека е смат. Доволно знам добро како изгледа смат мајца. Така што и кај него имаше момците што булис, што беа, насилниците што беа во Илузија. И неговиот коментар му беше као, па од денешна перспектива тие ќе треба дизел мајци или не знам, она Долче и Габана да носат, право си затоа што се менуваат генерациите и не се тоа насилниците денешни кои што се насилници. И кај тебе го забележав тој стереотип како, окей, си леџија, види го, не му го давам куче. Намерно беше или? Да, затоа што мислам тој лик јас сакав исто така да оставам отворено дали е силеџија или не е силеџија. Едноставно и мислам дека остана до крај отворено дали е или не и како ние го перцепираме. Кај него има назнаки, можеби погрубо го третира кучето. Грубо се треба да јадеш нешто, да те зајачам. Меѓутоа јас би рекла дека не можеме да бидеме 100% сигурни дека тој лошо ќе се однесува со кучето, меѓутоа сакав од страната на овие интелектуалци тој да биде, особено од страна на Филип, да биде виден како силеџија баш заради маицата, тетоважите кои што ги има и сите тие некои визуелни назнаки. И ми беше важно да постои таа стереотипизација од негова страна, затоа што тој колку и да е можеби едуциран или е психолог, сепак едноставно тоа е можеби посилно од него, таа нешто што е толку како да кажам, као примално веќе е станато. Апсолутно, да, како дел, како нешто како дел од неговите сваќања толку закоравени, што едноставно кој ќе го види тој веднаш го категоризира. Така, меѓутоа повеќе го мислам дека му е изговор за да не го даде кучето отколку било што, како што со финото семејство кое што децата се приврзале за кучето, едноставно не го давам. Ќе најдам изговор за што и да. Ете, те важи, имаш и мајца смат, нема да одобиеш кучето. Баш заради тоа, затоа сакав да има два такви екстреми, значи човек кој што изгледа, или ние можеби повеќето луѓе за жал би го категоризирале како насилник, меѓутоа од друга страна имаме жена сосем пристојна и со деца, семејство,
и тие не се подобни за кучето, така што мислам дека не знам кој е проблемот идеалниот собственик за Филип, за тоа, мислам, куче Фреди е супер, мислам. Да. Рака на срце е куче кој што секој би сакал да го има, а не знам кој е тој идеален собственик на куче кој што тој го бара као она, не знам, под дрво и под камен. Да. Очигледно си има високи стандарди за тоа кому Фреди треба да му припадне. Може тука да направиме една кратка музичка пауза и потоа се враќаме во да дискутираме за процесот на снимање на филмот. Вие слушате Радио Канал 103, емисијата Дансе Макабре, 541 издание. Разговараме со Елеонора Венинова за преекспонирано. Кажи ми, на процесот на пишувањето на сценариото ги имаше овие актери на ум или сосема некои други актери имаше во план кога го пишуваше сценариото дека може да ги донесат? Ана, Филип и Маја. Немав актери на ум, добро. никакви, морам да признам дека го пишував сценариото, едноставно и кога пишувам често пати тоа се некои замислени ликови, онака како кога ќе сонувате, аморфни ќе сонувате и во сонот ви се јасни ликовите, ако ако разбудите не можете да ги опишете или не знаете кои се тие ликови, така некако и јас практикувам кога пишувам. Така што навистина немав идеја кој баш немав идеја и ме прашува и продуцентот и други луѓе да давам некакви референции, навистина немав идеја затоа што немав ниту гледано македонски глумци во слични улоги, за да можам да кажам и овој глумец или глумица би биле супер, така што целосно се препуштив на кастингот и на кастинг директорката во тој процес да ги најдам. Супер, а знаеше крај кога почна да го пишуваш сценариото, односно имаше крајна точка каде што знаеше дека ќе завршиш или па од текот на пишувањето дојде до самиот епилог или па имаше други крајеви? Мислам дека ова го зборувавме и пред 5 години кога бев тука, некако ми е познато. Прашање кое што го поставувам за секој филм, заради тоа што е проблем кој што се јавува кај секој филм. Кај мене не е проблем. Јас за секој филм најчесто го имам крајот или барем последната сцена уште можеби пред да имам првата сцена или пред да почнам да го пишувам филмот, така беше и за овој, знаев која ќе биде последната сцена или знаев каде ќе завршат овие или како ќе завршат овие ликови. Имаше можеби промени во процесот на пишување како ќе дојдат до тоа или можеби предпоследните или тие неколку сцени можеби се малку изменет, меѓутоа самиот крај е фиксиран. Да, како ќе биде. Буквално и кадарот тоа го имав во глава. Ова повеќе говори за начинот на кој што пишуваш, заради тоа што има некои кои што дозволуваат крајот да биде логично до дополнување во текот на пишувањето. Некои па од самиот почеток, како што напоменуваш ти, знам каде ќе заврши, сега чекај да видиме како да дојдеме до таму. Така што секој има свој метод и начин, затоа поставувам тоа прашање. Кои па беа најголемите промени кои што настанаа за склопувањето на сценариото меѓу драфтовите? Што беше константа, а што беше отфрлен? Па би рекол дека најголемата промена беше тоа што ти го споменав, дека можеби пред 10 години кога почнав со сценариото, тоа беше една класична coming of age приказна која што се вртеше околу ликот на Маја. И низ годините некако почна двојката да станува подоминантна, особено ликот на Ана. Така. И таа беше впрочем најголемата промена, транзицијата од сценарио со еден главен лик кој што е нели во една да речеме малку повеќе или помалку типична coming of age ситуација. Така. Кон таа транзиција кон истражување на брачни односи, за на крај од нели сценарио со еден доминантен лик да добијам сценарио со 3 лика. Така што би рекла дека тоа беше најголемата промена. Така, а даваш биографии за карактерите или па оставаш простор да истражат и да дојдат со свој пристап за нив? Или на пола пат се начекуваат? За глумците? Да, за актите. Ја ги прашувам обично дали сакаат да прочитаат или не. Некои сакаат, некои усно им ја раскажувам биографијата, така што тоа зависи веќе и од самите глумци. Јас секако за себе си имам биографија, меѓутоа оставам на нив дали сакаат да им ја кажам. Некои не сакаат, некои сакаат да чујат, меѓутоа не сакаат да имаат ништо на писмено и тоа го почитувам, мислам. Да, секој со свој метод
детето има, да, нели? Така пристап. си доаѓа можеби со свој багаж и во главата го замислува минатото на еден начин, Да, така? да. И мислам дека е сосема Да, функционално. и легитимно е. Значи. А колку па имаше импровизација со репликите на сет? На сет немавме многу импровизација, дури јас сакав да имаме, односно им оставав на глумците простор, некои работи да се кажат поинаку. Можеби Сара Климовска имаше некои интервенции во ликот, во смисла Не би го кажала не би го вака кажала некоја на денес, ваков да. начин, може ли вака да го кажам, така Да, што јасно. мислам дека сите забелешки беа добри и конструктивни во насока на подобрување на ликот. Инаку немавме, навистина немавме импровизации, иако им оставив простор на глумците ако сакаат да кажат и што поинаку да го кажат, меѓутоа тие доста цврсто и се држаа до Па сценариот. најверојатно затоа што на пробите тоа било просторот во кој што можеле да интервенираат, очигледно дека Па да, и ние имавме, може, не знам колку нели, можеби и месеци нешто проби со глумците, така што и на ако пробите нешто имало дискутиравме. нешто, тогаш ќе го да. предискутирале Да, најверојатно. правевме до душа некои измени на самите проби, кои што потоа ја ги имплементирав во сценариото, меѓутоа веќе кога дојдовме на снимање навистина немаше Така. многу импровизации. Дали го пушти сценариото на програми за развој на сценарио, воркшопови, гледаш полза од нив или? Го пуштив, на, мислам дека бев на некои 3 работилници за развој на сценарио, имав 2 консултанти на сценарио. Не знам, некои беа корисни, некои не, сега тоа зависи нели во која фаза сте со сценариото и со пишувањето. Мислам дека ако извадам некаков заклучок од ова би било дека мене лично повеќе ми користи работа со консултанти на сценарио или колеги сценаристи кои што го читаат и ми даваат едноставно забелешки и дискутираме за сценариото многу повеќе отколку кога го презентирам тоа сценарио пред група на 6, 7, 10 сценаристи, па секој кажува по малку врз основа на она што го чуле. Барем за мене лично мислам дека е подобар овој метод кога работам со 1, 2 или 3 луѓе, меѓутоа со нив работам суштински. Со оглед на тоа што повеќе режисерки кои што ми доаѓаат за сценаријата кога одат на воркшопови кажуваат и многу зависи кој ти го чита и кој ти го дава советот. Затоа што тој во главата може би има поразличен филм од тоа ти што сакаш да го направиш и затоа не се сваќа се здраво за готово. Барем таков коментар го добивам. Така што со резерва. Не, апсолутно мислам дека тоа е многу добро кажано и мене буквално ми се има случајно и многу зависи од тоа. И затоа велам кога работам со еден човек најчесто јас ги бирам тие луѓе кои што ќе ми бидат консултанти, бидејќи знам дека или имаме сличен сензибилитет или ќе имаат разбирање и предзнаење можеби за темите кои што ги третирам и мене тоа многу ми е покорисно. Затоа што на пример тие луѓе би читале 10-20 сценарија во мислам колку би се фокусирало и колку би го интересирало, така? Ќе добиеш мислење меѓутоа тоа колку ќе биде делотворно, не знам. Филмот содржи медитативен тон, без драстични амплитуди и разбранување на наративното езеро. Имаш потенцијал за постојачка тензија, меѓутоа прашањето ми е зошто не одлучи да зграбчиш повеќе жанровски трилер елементи и зошто не сакаше да одиш натаму, односно остана со дозираност повеќе. Да, ова е интересно во контекст исто на претходното прашање, например на некои од тие работилници кога бев и кога го презентирав или кога читаат делови од сценариото, многумина, особено интересно мажи читатели или колеги, мислеа дека има трилер елементи или очекуваа да видат трилер елементи во филмот. За мене тоа едноставно не беше интересно. Дури и тие што постоја, што ми ги кога ги прашува зошто мислите дека воопшто ова има трилер елементи, тие ми посочува одредени сцени во секвенци, можеби во сценариото и јас буквално потоа ги преработив затоа што баш не сакав да има трилер елементи во сценариото и баш сакав да го има она што ти го велиш што можеби на некој нема да им се допаѓа еден медитативен тон со амплитуди можеби некакви меѓутоа не толку драстични и драматични.
Добро, јас на сите секаде барам да има трилер елементи, сваќаш не е тоа до полот, тоа е повеќе до желбата жанровска кинематографија да пропагирам. Во ред, затоа го имаме влакна. Да, например. Токму поради тоа. Кажи ми колку долго се снимаше филмот? Мислам дека имавме некои 30 на снимачки денови, Тоа е многу солидно. ако не се лажам, или можеби 28 што ги викаме снимачки Да, со цела екипа и уште 1-2 каде што бевме нели помала екипа, јас директор на фотографија, шарфер и Тон. Да. Океј, тоа е прилично солидно за долгометражен во наши рамки, за камерна екипа, мислам дека е повеќе од задоволително. А на кои локации се снимаше, односно ги доби сите локации кои што ги сакаше? Снимавме речиси 90% од филмот е снимен во Охрид, значи на таа локација куќата, што беше фантастично и морам да кажам дека сум навистина задоволна како изгледа таа куќа во која што се наоѓаат Филип и Ана. Имавме неколку снимачки денови во Скопје. Тоа беа некои 4-5 главно интериерни снимања, како например сцената во приколката и уште сите сцени во темната комора се снимени во Скопје. Јасно. И 2 сцени кои што на крај ги исеков, тоа беа сцени од забава на која што присуствува Маја да. И ги вика и Ана и Филип и тие доаѓаат, што беше интересно, можеби имаше и караоке сцена во која што тројцата пеат караоке, меѓутоа сте се журкале. Тоа можам да го заклучам од ова, да. Убава забава, меѓутоа во филмот тоа сосема на друга инстанца ќе однесеш приказната, да ќе прошириш. Имавте потешкоти со снимање на локациите во контекст на временски непогоди околината? Па, генерално не, со тоа што кога ја снимавме сцената на плажата, кога се Маја и Филип, имаше страшни облаци над нас и буквално, особено сцената кога шетаат по плажата со куќето, буквално толку ги избрзавме што и беше и тешка за снимање, пошто е еден кадар кој што трае можеби минута и пол. И таму навистина ги брзавме и нив и кучето се мораше да се совпадне, така што по некое чудо и таа ја завршивме како што треба. Да, затоа што не можеш да знаеш, променливо е таму времето, може. Да, буквално изгледаше како да ќе се истури секој момент и ветер дуваше и буквално фативме некој некој теснец баш да го искористиме, ајде снимај, ајде. Да, пристојно времето и буквално ги снимивме тие 2 сцени. Колку беше Фреди послушен и соработлив за снимање? Фреди, односно Лили, беше навистина прекрасно куче. Кога дојде првиот ден беше многу исплашена и од толку многу луѓе нови, да. Навистина ми беше жал и падна во очи дека ништо нема да успееме да снимиме, затоа што едноставно не цело време одеше со свитка на опашка, баш требаше да биде среќна, тоа беа сцените во куќата и навистина многу нервози имаше тогаш со неа. Навистина ја во еден момент мислев дека ќе треба скроз да го тргнам кучето од приказната, затоа што не одеше, меѓутоа веќе вториот ден се запознавме малку, се навикна на куќата на луѓето, се договоривме да не и се обраќа никој освен дресерот и глумците кои што соработуваат со неа и веќе се подопушти и веќе кога ги снимавме и тие сцени покрај езерото, толку беше среќна, трчаше, мислам навистина се опушти. Добра техника. Добар совет за како да се работи со животни. Која па беше најпроблематична сцена за снимање? Која ви изеде најмногу тејка, што се снимаше најглатко? Па, сцените со кучето би рекла со Лили дека беа најпроблематични, особено ви велам тие првиот ден практично, кога во голема мера и не успеавме да го снимиме тоа што сакав да го снимам, че тука морав да направам некои компромиси во однос и на кадрирањето и на самите сцени. Не се сеќавам која искрено беше за која сцена, односно имавме сцена каде што Ана приготвува торта за роденденот на Маја пред вечерата, која што беше 12 тейкови, ми се чини 13 и не влезе на крај во Дали ја изедовте тортата барем на крај или се фрли тоа?
Ништо не испадна. Не памтам. Искрено мислам дека не ја изведовме, морам да признам, затоа што бевме некако нервозни тој ден. Ништо не ни се одеше снимаше, некако снимањето. Најмалку И јадење. очигледно и толку тејка не помогна, нешто имаше веројатно проблем, можеби сценаристички, не знам, во таа сцена и мислам дека таа е сцената со најмногу тејкови која што на крај не влезе во замисли филмот. крем бруле како што беше жолбата, неизина да приготвувавте. Да приготвувавме, да. Тогаш верувам дека нема 12, многу повеќе ќе заминеа тејка. Да, тоа се тие компромиси што се прават на Во ред. снимање. Имаше некој ден кај што снимавте повеќе часа од предвиденото? Каде што заглавивте? Не, имаше денови кога снимавме можеби половина час повеќе или нешто. Тоа беа најчесто ноќни сцени ми се чини или нешто така, меѓутоа немавме, бевме доста прецизни така. И благодарение и на првиот асистент Игор Лексов, кој што самиот е режисер и знае да организира снимање многу умешно. Мислам дека и тоа придонесе да имаме навистина добра работна дисциплина и атмосфера. Одлично. Кога го гледаш филмот денес, има во некоја сцена случување што гледачите на пример не го знаат, ама тебе те потсетува на снимањето на таа сцена зад камерите? Па да, секако дека има. Можеби не, еве како на пример ова што изборував со сцената во која што очекувавме да заверне се сеќавам колку бев нервозна и не е во твои раце како да ти кажам. Да, не е во мои раце, ако заврне немавме едноставно термин друг пат да ја ставиме таа сцена, потоа имаше сцени кои што претходно можеби се имаше случајно нешто или бевме нервозни од некои други причини. Баш. Да, и влеговме така нервозни во некои сцени. Ги памтам доста добро сцените по некоја иронија што не влегува во филмот и веројатно затоа и не влегува во филмот, затоа што најчесто околу тие сцени имаше некаква или драма, или нешто не функционираше. Дебата некоја се отварала. Да, и едноставно, сега кога ќе погледнам, токму тие сцени што излегоа, беа на некој начин, можеби проблематични, или имаше некакви тензии, некакви емоции. Баш поради тоа што не го наоѓале своето место на одделот. Да. И затоа интересно за овие што останаа, навистина за повеќето немам некој, освен, како што ви кажав, за таа сцена која што зависеше од времето и за сцените кои што зависеа од куќето. Така. Дали па имаше потреба од флешбек секвенца за случувањата кои што претходеле на ликовите, халуцинација, секвенца на сон, немаше место за нив во филмскиот јазик или? Не, во ова сценарио не, дефинитивно. Океј, значи не сакаше назад да се навраќаме во животите нивни. Имаше филмови кои што ги реферираше за да ги погледнат актерите или па техничката екипа за да доловат тонот? Па имаше неколку филма, еден од нив беше Форс Мајор, бидејќи таму има навистина прекрасна динамика помеѓу таа брачна двојка, повторно за работи кои што се случиле и ние ги гледаме што се случуваат. Во убава природа. Така да го посочиме тоа. Алпско место. Тој ми беше филм референца, можеби Call Me By Your Name за ликот на Маја, исто така Керол, кој што ми беше делумно референции за музиката до композиторката. Супер. Не знам други, веројатно имав и други поединечни за различни сектори, Снимавте со ковид протоколи, колку тие го отежнија снимањето на филмот пред се? Па, го успорија снимањето дефинитивно, затоа што моравме да ги испочитуваме тие протоколи во смисла кога влегува, не знам, сценографите или да преместуваат работи, ги вадевме глумците надвор, бидејќи глумците беа без маски. Јасно. И моравме да не бидеме многу луѓе во исто време на ист простор и сето тоа некако го заверглуваше снимањето. Меѓутоа би рекла дека пред се беше психолошки товарот, во смисла една напнатост, дека некој ако се закашла да не е болен, што ќе се случи ако некој се разболи и таа напнатост мислам дека
ни влијаеше во позадина цело време постоеше. Никој не ви ја сакал тој товар не ви го сакал за време на снимање. Да, дефинитивно. Баш мислам дека многу поинаку би се чувствувала сега кога би го снимила филмот, секако и со сите нешта што ги научив од самото снимање, меѓутоа од фактот што сега би биле многу послободни. Дефинитивно. Сега користиш црно-бела фотографија на флора и фауна како аналогија за соодносот помеѓу луѓето, која беше незината функција пред се во делото во транзициите помеѓу сцените? Да, тие ги имав напишано уште во самото сценарио и знам дека многу од членовите на екипата беа во чудење, да, што е ова, не го разбираме, зошто ти се, како ти се. И беа многу љубопитни да видат како ќе излезе, меѓутоа ја ги имав цело време во глава и едноставно не можев да го замислам филмот без нив. Ми беа едноставно многу важни, затоа што тој медитативен тон што го спомнувате, мислам дека во голема мера е постигнат од присуството на тие секвенции. Затоа што тие создаваат една хармонија на природата и битијата во неа. Точно. И сакав да го имаме тој контраст на оваа хармонија која што постои во природата и на истовремено тој внатрешен немир кој што постои и кај ликовите, па би рекла која што постои и кај мене во мојот живот и мислам во животите на многу други луѓе. Додека едноставно природата продолжува да си без нив и со нив ќе постои. Да. Освен ако има внатрешен немир на црвите и гасениците, тоа не би знаеле. Не знаеме со што се соочуваат кутрите. Дефинитивно, значи имаат непријатели во природа, така што не верувам дека и на нив им е лесно. Барем колку што може да забележим. Директор на фотографија Лев Предан Коварски. Како дојде соработката со словенецот и што имаше пред се во неговата фотографија што сметаше дека ќе одговара за твојот филм? Со Лев се запознавме во Сараево кога го снимавме филмот Омнибусот во кој што јас имав краток филм Знак. Тој го снимаше словенечкиот филм и таму се запознавме онака како луѓе, многу добро ни одеше комуникацијата, многу ми се допадна она што тој го направи, тој инаку снимија кадар, нивниот беше во еден кадар со Мирјана Карановиќ, фантастичен дел од Омнибусот и кога зборувавме со него се испостави дека јас веќе имав гледано два негови филма без да знам дека тој е директор на фотографија, кој што многу ми се допадна. Супер. Потоа бев во жири на фестивалот во Херцег Нови, гледав еден филм кој што многу ми се допадна и на одјавна шпица повторно го видов него. И така реков дека би било интересно да соработуваме, му го пратив сценариото, тој беше заинтересиран и така некако решивме да работиме заедно. Супер, очигледно има причина зашто е тој составен дел и интуитивна и посредна. Меѓутоа, кој аспект рейшо беше, ако не грешаме, 1,85 наспроти 1 беше или? 2 спрема 2:1 беше, добро. Алекса Мини или што користевте? Да, Алекса Мини со Прайм? Мини, да, и имавме навистина тоа ни беше едно од најзахтевните бари, имавме голем сет на објективи, различни објективи, значи бидејќи знаев јас дека ќе сакам некои сцени во еден кадар да ги снимам, како што се например во дневната, кога се обидуваат да имаат секс, и знаевме дека ќе ни требаат и за оние пейзажните пошироки објективи, меѓутоа истовремено дека ќе ни требаат и за оние детали од животинките, крупните планови од актерите, и тоа ни беше едно од барањата дека навистина сакаме да имаме широк сет на објективи за снимање. Верувам дека сте имале онака што може од цифра ја имавте. Најверојатно затоа што потребно е, мислам, во филмот дефинитивно. Важно е да ги имате сите алати за да може да се направи ова на начин на кој што треба. Колку е од важност камерите кои се рентаат да се осигурани на продукција за нас, со оглед на тоа што знае да не биде тоа чест случај, барем во нашата држава. Да, мислам дека е многу важно, меѓутоа не знам дури дали може да се, туку е сето тоа комплицирано и да најдете соодветна осигурителна компанија која што сака да покрие такви ризици, да кажеме, осигурителни.
И е проблем. Имавме ние и ситуации каде што не камерата, меѓутоа стативот не функционираше во одредени сцени и тоа се навистина исклучително фрустрирачки ситуации кога времето тече, вие не може да снимате и мора на лице место да правите креативни компромиси, така што дефинитивно е важно сега колку е изводливо или колку треба да се потрудиме тоа да биде изводливо, тоа е друго прашање. Ама стрес е во прашање кој што на твој грб доаѓа и на грбот на крале доаѓа, заради тоа што ветер имаш, песок имаш, дожд имаш, негрижа на многу малку треба за да се оштети еден дел од опрема, така? И од нормално користење може да е дотрајано, така? Да, меѓутоа мислам дека осигурителните компании кај нас едноставно немаат полиси за такви потреби. Океј, мислам дека треба чисто колку од ваш грб да се тргне ова, од цела продукција грбот, мислам дека ова безбедност на сите би им користела, затоа што странство знаеш дека се е осигура, така? Апсолутно, да. Тоа е разликата која што сметам дека треба да се продискутира за тоа. Една од работите кои што треба бидат олеснување за сите автори. Забележав дека во првиот сегмент малку подолго стои камерата кај Камка на почетокот, односно Благој не е во контраплан, подоцна доаѓа со неговата реакција за време на неговиот говор, односно оставаш и реакцијата и неизината да ја уловиш во самиот кадар. Кажи ми зошто се одлучи на пример тежиштето во овојот и визуелно да падне кај Ана? Па иако трите лика ги третирам горе-долу рамноправно, би рекла и овој филм за сите три лика, сепак ликот на Ана е централен и е, можам да кажам, до некаде и носечки, затоа што тој ликот со кој што двата други лика имаат најголем емотивен проблем или бараат некаква емотивна разрешница. Значи и Филип и Маја бараат емотивна разрешница со неа. И заради тоа ми беше важно што од самиот почеток да ја имам камерата на неа. Така што тоа е, иако сепак ако гледате и во однос на типот на кадри и објективи кои што ги користиме, добива многу повеќе покрупни кадри како што доаѓаме кон крајот и така и треба да биде. Меѓутоа ова го забележа во контекст на план контраплан како работи кај тебе правиш еден убав исчекор кај што му го задржуваш вниманието на гледачот. Не. За неа. Гледај на неа малку подолго. Океј, треба да гледаш, треба да ги добиеш информациите од нејзиното лице, ќе ти користи до крајот на филмот. Значи Да, тоа беше нешто што многу особено со монтажерот го работевме во монтажа, во смисла на кој колку внимание добива, кој какви кадри добива и ми беше многу важно таа да биде присутна од самиот почеток и да не следиме класична, можеби план контраплан монтажа во многу сцени. Баш заради тоа што викаш ти, гледајте во неа. Сакав јас да им кажам на гледачите каде да гледаат. Јасно, разбрано, сосредоточено. Во поглед на третманот на еротиката на филм, кај тебе оставаш во долги кадри да започне сексуалната предигра и запираш таму, што е доволна индикација дека се одвива сексуален чин, кој ти беше пристапот и третманот на еротиката на филмот, ми е прашањето, односно колку може да надвор од тоа прашање, колку можеш да налеташ на проблеми со поголема експлицитност на одборите на рейтинг во Европа и во САД кога ќе се дистрибуира филмот? Па искрено не го размислував тоа додека го пишував и додека го режирав. Мислам дека ги режирав тие сцени, воопшто не размислував на рейтингот или на такви некои работи, едноставно гледав што се случува во приказната и какви сцени бара приказната, односно бидејќи имаме однос брачен, имаме сексуален однос помеѓу ликовите, секако дека се подразбираше дека ќе има такви сцени, меѓутоа јас сакав да ги имам на начин кој што ќе одговара на она што се случува во филмот, значи да не имам чувство дека во многу, само многу филмови се прави една сексплоатација, односно се користи сексот само за да се привлечат гледачи и мене тоа не ми се допаѓа, затоа што повторно и тука се случува една објективизација за која што зборувавме претходно, особено на актерките.
И знаев дека кај мене знаев точно што ми треба бидејќи и нивниот сексуален живот е до некаде нефункционален или дисфункционален, да кажеме, знаев дека ми треба да ги најдам тие моменти кога се гледа дека тој е дисфункционален, а не ми треба сега да прикажувам сексуален однос само за да имаме голи тела на екранот. Меѓутоа, како гледа на овој твој пристап во Европа или воопшто како ќе гледат во САД со оглед на тоа што во контекст ми беше на колку таму се фаворизира за да може да се продаде филм. Па да, мислам дека ќе беше можеби подобро да имав повеќе и голотија и секс во смисла на за дистрибуција на филмот во Европа и САД, и тоа дури мислам дека и ни го кажа некој од финансиерите или потенцијалните копродуценти со кои што се сретнавме, и ете, ова е мојот одговор. Океј, супер. На место ти е одговорот, така. Мислам, треба да знаат што купуваат, а не тоа што сакаат тие да погледнат. Апсолутно, бидејќи имаат тие забелешки и мислење и за други сегменти од филмот. Например, сакаат да видат многу повеќе социјален контекст, од типот на ако Филип е, нели, да кажеме, патриархален, зошто не го видиме како оди во црква, што за мене беше нонсенс. И како што кажав, не дека не би можело, има билјадници. Не, има, било тоа. Само нема никаква потреба заради тоа. Да, апсолутно, и затоа сакам да кажам, ја добив многу такви, и имавме дури дискусија со продуцентот дали вреди да се прифата дел од тие забелешки. Буквално ни кажа, ако имате една убава црква или сцена од негова црква, многу подобро ќе се продаде филмот. Тоа луѓето го знаат од Македонија, и јас едноставно одлучив да немаме таква сцена. Така. Со сите, нели, ризици и последици што ги носи таа одлука. Едноставно нема место за тоа во филмот. Да. Не знам што е тука нејасно. Да, меѓутоа поголемиот проблем го имаат, нели, со насилство во Европа, отколку што го имаат со голотија, и затоа претпоставувам дека ова им е као sales point од продуценска гледна, од дистрибутерска точка. Меѓутоа треба да знаат што купуваат, уште ќе посочам. Линдзи Рајт е композиторката, наслушнуваме акустична гитара во транзиционите сцени и има како свој ламентирачки одек, има минималистичко пијано врз премолчените емоции. Кој беше пристапот на виолистката во музиката? Со Линдзи работевме, најпрво многу дискутиравме и се согласивме и многу ми се допаѓа уште на првиот состанок, односно пред да одлучам со кого ќе работам, и го пушти филмот да го изгледа, една верзија од филмот, и реков, што мислиш за музиката? И таа ми одговори, па мислам дека филмот би можел да функционира и без музика. И кога ми го кажа тоа, сватив дека е супер и дека би можеле да работиме заедно, затоа што ми рече, ако дури да решиш да го направиш без музика, мислам дека супер ќе функционира. Так. И тоа многу ми се допадна, и потоа нели сакав да има сепак музика. И кога зборувавме, се договоривме дека ќе биде минималистичко се, освен епилогот, каде што кое што ја придружува најчесто Ана, и затоа сакавме таа можеби да биде малку понагласена. Јасно, заради тоа што треба да отсликува сепак и натрешниот тој јадеж кој што постои кај неја, да биде олицетворение на тоа емотивно превирање. А монтажата ја работите со продуцентот Краевски, колку сакавте да задржите набој и исчекување од постоечката тензија помеѓу ликовите? Па, долго време монтиравме и работевме и дискутиравме, и нешто што ни требаше можеби време да го откриеме е токму ова за што зборувавме претходно, колку долго остануваме со кои кадри на ликови кои што можеби не зборуваат. И тоа беше, бидејќи филмот е за некажани работи, зошто остануваме на овој кадар, а на овој лик, а тој лик не зборува. И буквално моравме, мислам, сите сцени ги поминувавме, ми се чини за секоја сцена дека имавме дискусија таква или слична во однос на тоа како да ја измонтираме, токму заради овој елемент. И да, таа тензија која што ја споменуваш ни беше исто така дел од фокусот и дискусиите, односно сакавме да држиме, да создаваме тензија која што всушност е олицетворение на таа внатрешна тензија или немир што ги чувствуваат ликовите, особено ликот на
Така, а ова го начнавме во поглед на структурирањето на филмот. Дали има филмови во форма на омнибус, ајде ќе оземеме и Магнолија на PTA, или па од друга страна има една друга екстрема, например, као последниот дуел, The Last Duel на Ридли Скот, тој па го користи тој принципот на Рашомон. Магнолија има корална структура, тој го има Рашомоновиот пристап. Кажи ми, колку овие, например, методи во оваа етапна поделба на поглавје сметаш дека функционални би биле за твојата приказна? Па разгледував и дури напишав една верзија во која што практично ги гледам истите ситуации меѓу, значи ситуацијата која што се случува меѓу ликовите практично до средината или околу средината од филмот ја гледаме од гледна точка на секој од ликовите. Значи постоеше една таква верзија на сценариото, така што истражував многу во однос на овие поглавја или етапи како или различни субјективни гледни точки, гледишта. Меѓутоа на крај се задржав на би рекла една книжевна повеќе структура на филмот со поглавје, затоа што сепак ликот на Филип пишува книга, поглавјата се карактеристични за книги и сметав дека таа структура одговара многу повеќе за мојот филм отколку оваа рашомонска структура или корална структура и затоа ја одбрав таа. Супер, фала ви што снимивте филм под 100 минути. Тоа многу ни значи на нас критичарите. Која од тие сцени која што ги извади тие мака што ја нема во финалниот продукт? Да, тоа е деликатна тема. Најверојатно некоја била преубава, меѓутоа нефункционална. Да, имаше една сцена, би ги споменав овие што ги извади, за кој што не ми е жал, например, забава караоке, бидејќи скроз целосно одскокнува од естетиката и визуелно и би рекла емотивно. Ќе се наруши тој медитативен тон. Точно, да, едноставно како да не припаѓа во тој филм. Меѓутоа една сцена имаше после последната караница помеѓу Ана и Филип. Кога тој ја прашува зошто го направила тоа што го направила, и таму одговара дека сакала да одлучи едноставно сама за себе. И таа сцена ја извадив затоа што во ритамот на филмот некако ми беше како вишок, во смисла дека ете тие го имаат тоа нивно последно соочување и потоа ми беше природно да дојде крајот. Меѓутоа сега еви и кога ги гледам овие верзии, кога дискутирам со дел од гледачите или колегите, некако ми недостига таа сцена, ми недостига да се доискажат. Мислам дека повторно тие си кажаа што имаат да кажат, меѓутоа нешто повторно како да остана недоискажано. И од една страна сметам дека е добро затоа што филмот е за неискажани работи, од друга страна пак се мислев дека можеби ќе биде добро барем на крајот некако бар некој да се доискаже. Една запирка да ставиш барем. Да, и така што остана таа единствена сцена за која што еве до ден денеска се двомам дали беше паметно што ја извадив или не. Океј, добро. Функционира и без неа, очигледно. Да, несомнено функционира и без неа. Трейлерот, кажи ми, кој го сечеше? Сакавте да скриете пресвртот или па да дадете повеќе акцент на ликовите и нивниот конфликт? Јас ја работев верзијата на трейлерот, затоа што ја имавме таа дискусија колку ќе откриеме во трейлерот. Многу важна дискусија, Да, од она што ќе откриеме. Потоа направивме уште една верзија во која што сокривме уште некои работи кои што јас ги оставив во мојата верзија на трейлерот, така што постојат две верзии од трейлерот. Мислам дека едната е 2:10, другата е можеби 2 минути, минута и 50 на пример. Добро. Така што тоа беше дилема, колку ќе покажеме, колку ќе сокриеме и сепак да го заинтригираш, нели? Да, сепак купецот, гледачот кој да сака да влезе во тој свет, така. Да. Таа е таа фина нишка која што можеш да ја повлечеш. Колкав предизвик е наоѓање на копродукции за еден долг филм? Во што се состоеше нивната поддршка, техничка, екипа, финанси? Како беше овој пат? Па, копродуценти можеби не е тешко да најдете, тешко е вистинскиот копродуцент да го најдете, со кој што можеби ќе имате
исти желби очекувања од филмот и од работата на филмот. Нашиот продуцент ни обезбеди значи финанси или сега не знам, можеби дел од објективите за снимање, за постпродукција некои аспекти од постпродукцијата, консултантката на сценарио од Србија, консултантката на монтажа исто така од Србија. Супер. Така што да, имавме, би рекла, и креативен и технички инпут. Колку беше означање за филмот присуството на пазарот во Кан? Конкретно од Кан, мислам дека имавме некои интересни контакти, кои што потоа ги искористивме, меѓутоа повеќе како консултанти. Немавме конкретна соработка. Не излезе конкретна соработка од тоа присуство. Така, колку па си задоволна од реакциите на домашниот терен со оглед на тоа што има и можности тука да погледнат гледачите? Па, искрено уште сумираме впечатоците, затоа што до овој момент филмот не е ни цела недела во кино, значи главно ги имаме впечатоците од луѓето кои што беа на премиерата. И морам да признам, има некои изненадувачки впечатоци. Многу ми е чудно што на многу мажи им се допаѓа филмот, а јас би рекла дека е, нели, мислам, не женски филм, меѓутоа дека меѓу другото третира и што го зборувавме за телата и за сето тоа, теми кои што се можеби порелевантни за жените, меѓутоа тоа ми е едно... да ги гледаат, зашто не? Па не знам, тоа ми е мало изненадување, морам да признам. Позитива во секој случај. А по што се разликуваат гледањето на филмот на странските фестивали? Од странските гледачи, забележа некаква дистинкција што тие влечат повеќе од колку македонските? Морам да признам дека нема голема разлика. Барем сега за сега сум присуствувала само на прикажувањето, мислам лично или како членови на екипа сме присуствувале само на прикажувањето на премиерата во Кајро. И реакциите беа доста слични на овие во Македонија, во смисла дека луѓето успеа да се пронајдат дали од нивните брачни или партнерски односи во она што го гледаат, покрена дискусија и таму и тука. Така што баш тоа некако, мислам, универзално гледање или прифаќање на филмот е нешто што мене ми е многу драго. Така, значи може да ги надмине границите на гледањето во секој случај на самата држава. Сега го напомена, Кајро, Египет, значи држава на пирамиди, сфинги, книги на мртвите, Нил и забраните филмови. Филмот прикажан пред новинари, не пред локално население, се најде на листата заедно со Joyland, The Young Fire, Something You Said Last Night, РМН, I Hate Electric Dreams. Зошто се случи тоа да не може локалните љубители на филмот да го погледнат заедно со овие прилично квалитетни филмови од листата. Барем јас што можам да го кажам за РМН и Joyland. Да, јас немам гледано добар дел од тие филмови, меѓутоа знам, мислам нормално што се темите, кои се темите кои ги обработуваат и мислам дека е тој можеби LGBT моментот кој што е спорен за нив и можеби барем по муабетите кои што ги имавме после проекцијата некој од односите, од брачните односи и теми кои што ги третираме. Тоа е по моја предпоставка, затоа што ние официјално објаснување не добивме. Не добивте? Не, до ден денешен не добивме никако од фестивалот. Jednostavно се однесуваат како не се случило. Па сепак прикажан бил по селектирана група на луѓе. Не, мислам, интересно е, одбрани се ова филмови кои што се селектирани на фестивал и едноставно само, мислам, убаво е што си поласкан како новинар да го гледаш, ама нели е за сите филмови? Да. Имаше тие го решиле тоа на таков начин што даваат акредитации на голем број луѓе, значи даваат на студенти, на филмофили кои што нели тие знаат дека ќе го разберат, така што сепак имаше публика и што не беа новинари. Така. Меѓутоа повторно ќе кажам, тоа е одбрана публика, не е отворена. Што е малку смешно за 2022, ама тоа е. Да. Не во сите држави може филмот очигледно да допре до секој аудиториум без тоа да биде под нечија
шиканизираност или закрила на власт. Најверојатно е така и во Иран, најверојатно така и во други држави на Близок Исток. Претпоставувам дека ваква стигматизација за традиционалистички уредени држави, мислам дека ова е проблем. Да, за жал е и очигледно мислам дека нашиот филм или овие филмови нема да се прикажуваат во такви за жал, а и држави. тешко и на автори кои што работат во овие држави. Претпоставам дека ако некој египетски режисер сака да сними на некоја тема која што допира малце по длабоко и по суштествено во семејни проблеми, ќе мора да го бара решението надвор. Да, па затоа и голем дел од нив работат или во Франција или од други земји, наоѓаат финансии од тие земји затоа што едноставно нема шанси да ги најдат тие финансии и поддршка дом. Штета, тие губат. Кинеист Евроазија. Тоа беа фестивали каде што исто така беше прикажан твојот филм. Кои би биле престојните? Па, наредната недела заминувам на Сицилија на фестивалот. Ќе видиме таму како ќе поминеме, бидејќи како што реков, ова ќе биде само второ фестивалско учество на кое што ќе има присутно член на екипа. И продолжуваме со дистрибуцијата низ Македонија во наредните неколку недели со надеж дека повеќе луѓе ќе и не само во Скопје, туку и надвор од Скопје ќе одгледаат филм. Каде што има можности нели да биде прикажан во Да, за жал нема во многу градови можности барем за кино прикажување. Барем основни каде што се одржува кинопроекторот и има и платно и какво такво озвучување. Барем минималните за со оглед на тоа што има техничка екипа која работела на филмот и таа сака во најдобро можно светло да се слушне и да се погледне, така? Мислам дека тоа е минимумот кој што го заслужува цела екипа. Има демографија на која што сметаш дека е наменет филмот, која најдиректно би го доживеала? Мислам дека ни е доста широка на целната група. Би рекла дека од практично 16 буквално до 5-60 дека го гледаат, меѓутоа мислам дека можеби најинтересен би бил за некоја целна група од 30 до 40-50 години. Дефинитивно. Што би променила во филмот да би имала поголем буџет? Што би променила? Би користела дополнителни технички техничка опрема од типот на фар, например. Така. Би имала... Би си го леснила животот. Би си го леснила животот, да. И би имала, можеби, не знам, сцени со дожд, сцени кои што се по екстериерни, можеби повеќе сцени. Кои што ќе одговараат и повеќе на атмосферата и ќе надополнат днес. Ние навистина немавме, сега, од една страна имавме среќа, буквално можеби врнеше едно попладне во тие 20 на дена колку што бевме во Охрид, а ние некогаш и посакувавме да имаме барем дожд во смисла некој од тие кадрите атмосферски да ги имаме со дожд, меѓутоа просто дожд немаше. Додека бевме. Добро, окей, ни кондензација барем. Треба да има некаква така цивикаш ако во еден месец не забране. Да, наистина. Окей, сушен период. Да. Со што си најзадоволна со филмот, а со што најмалку? Ова е секогаш тешко прашање. Затоа го поставам. Да, фала ти. Со што сум задоволна? Најзадоволна би рекла дека сум со... Освен со фактот што го сними. Со тоа што треба да бидеш најзадоволна дека постои филмот, комплетиране со сите маки, труд и имаме комплетно дело. Навистина не можам да одберам ни за едното, ни за другото, да бидам искрена, со што сум задоволна или незадоволна. Со потребна дистанца која што ќе имаш од филмот, наредно гостување ќе те праш. Да, можеби, да ме прашаш, бидејќи сега е се уште можеби отворена е раната, така што ќе чекаме да зарасне и после ќе бидеш прашана во неколку години. Откако ќе заврши фестивалскиот живот и репертоарскиот, се даде во кинотека, сметаш дека би било од корист да биде достапен филмот на дигиталните пространства со оглед на тоа што некои можеби не би можеле во овој временски период да го погледнат во кино. Да, дефинитивно мислам дека ќе имаме и
телевизиско прикажување и присуство на тие дигитални платформи, меѓутоа тоа е нешто што го договара агентот за продажба и уште искрено немам информации и детали околу тоа. Меѓутоа ќе биде сигурно, ќе биде. Мислам, нужно е заради тоа што стана и тоа составен дел од начинот на гледање на филмови, така што ети јас и ти ги користиме, така што апсолутно убаво е и преекспонирано да биде таму. Јас користам Mubi и многу ми е драго што постои, затоа што можам да гледам филмови кои што буквално не можам никаде на друго место. Тие умираат на фестивали тие филмови, значи тие ако не си XY во таа држава, кога еднаш бил прикажан филмот на Mubi конкретно, ги погребуваат и добро е што ги наоѓаат и кратки филмови, не само долги, кратките. Добро е што завршуваат таму. Би снимила продолжение или би се навратила на животот на овие ликови? Или да се протнат во други филми? Да, тоа го дискутиравме и со глумците, дека треба да ги видиме можеби за 5-10 години каде се и што прават тројцата. Може во друг филм, чисто онака како side story. Да, можеби би се нашли искрено, мислам дека не би биле на иста локација едноставно. Во маркет во Скопје, во некој филм ако снимаш, не е битно, не мора да е во Охрид. Да, не мора да се во викендицата, така. Не, мене ми се сите ликови што ги пишувам на некој начин остануваат да живеат со мене, така што често пати се помислам што прават сега. Така, каде е Маја? Кај се журка? Дали научи, дали може и фотографија е заинтересирала. Така? Да, јас лично си размислувам на нив и каде се и што прават, меѓутоа не знам дали би така онака загрижена си. Да, загрижена сум што се случува, дали се добро. Среда навечер на полноќ се а Маја, што прави сега? Дали е во град излезен? Да, со кого се журка сега? Дали се вратила сега дома? Дали нејзиниот се грижат? Прошетка. Ќе ја затвори трилогијата на Борба за смрт и знак? Да, прошетка конечно се надевам дека ќе затвори мојата потреба да снимам филмови за смртта и филмови на гробишта. Така што едва чекам искрено да излезе, па да го... До кој стадиум е? Па имаме навистина уште мали корекции да направиме во визуелниот дел, значи колор корекција, исто така можеби со звукот некои корекции. Навистина сме на самиот крај, би рекла, буквално може сето тоа се затвори за може недела дена, само треба да најдат време сите актери кои што се вклучени во процесот, за да го направат. Супер, значи тој би можеле во текот на годинава да погледнеме. Па јас се надевам дека до крај на година би го погледнала. Си размислувала да биде као журналче пред експонирано? Да игра еден пред друг? Искрено го спомнавме, мисля, че со продуцентот во една фаза, меѓутоа некако се всушност не знам, можеби и не се толку различни. Да, кој ќе размисла, можеби и споделуваат дел од темите кои што ги третира. Мислам, пак има генерацијски судир, предпоставам, помеѓу девојчета и има, да, има. Генерацијски судир, така што да, сега кога споменам, можеби би имало логика, меѓутоа јас лично имам резерви кон тоа да гледам пример, не само мои, туку генерално филмови еден после друг. Без разлика дали се кратки. Добро, кратки можеби во журнал, тоа е поентата на или на. Да, меѓутоа краток предолгометраж некако ми е чудна спојка. Океј. Е уникатна со самото тоа. Да. Идни проекти. Нешто моментално работиш? Моментално пишувам ново долгометражно сценарио, иако имам неколку веќе напишано, некако ми се мота нова идеја низ глава и баш сум сега во тој првичен процес, значи прва, втора верзија, кога се е хаотично во глава и баш се чувствувам збунето. Океј, во свет кој што е многу близок за овие ликови или ќе одеш на контрадикција, да ќе одеш во сосема поразличен стил, начин или поблизок е до би рекла дека е доста различен од преекспонирано. Затоа што имаат режисери таа потреба нели да направат да излезе надвор од тој филм за да состава нешто сосема поразлично. Друг дел од себе да допре. Да, мислам дека ќе има секвенции како што се овдека секвенциите од природата, меѓутоа поинакви секвенции таму ќе има, меѓутоа да, ќе мислам дека тематски ќе биде доста различно. Крајот го знаеш?
Го знам крајот. Добро, Тоа е проблемот, окей. го знам крајот. Добро, да прашам уште Го знам од сега. почетокот, само тоа измеѓу што се случува. Месото треба помеѓу она, суштината внатре да фали. се дефинира, да. Скелетот и коските. Кажи ми за крај, што последно си погледнала, прочитала, слушнала да пофалиш филм, серија? Што ти оставило впечаток, што ти... Последно што го погледнав беше Тар филмот. Одлично. И малку ме остави збунета. Добро, Во смисла дека има многу работи, нешта што ми се допаѓаат, меѓутоа можеби имав преголеми очекувања читајќи ги реакциите и низ моавети со луѓе што го гледале, можеби очекував премногу, не ми беше толку мокен колку што очекував дека ќе биде. Добро. Освен таа сцена со студентот која што е само по себе перфекција, тоа... Да, таа начинот на кој што е снимена, одиграна, тоа е навистина... Токму тоа има многу аспекти на филмот што ми се допаѓаат, меѓутоа не знам, нешто... Е сомнителен лик. Ми... Самата носечка улога е доста проблематична и на начинот на кој што е инкорпорирано во самото действие, така што е еден комплициран лик. Навистина е комплициран лик и тоа не можам да се одлучам дали ми пречи тоа што е таа толку недефинирана или можеби... Или е во полза на ликот, да. Да, така што малку, затоа велам, ме остави збунета и со измешани чувства тој филм. Супер, ама е одлично сработено дело, сепак. Не, апсолутно се согласувам. И затоа, и тоа е исто нешто што го дискутирав после премиерата и после други филми, јако ќе гледам, ретко можам за некои филми да кажам ми се допадна или не ми се допадна, и тоа е многу ретко. Најчесто, кога ќе гледам филм, имам измешани чувства, најчесто има работи кои што ми се допаѓаат и кои што не ми се допаѓаат. Многу ретки се филмовите кои што вистински ми се допаѓаат и очекував дека овој ќе биде филм кој што ќе кажам многу ми се допаѓа, меѓутоа во секој аспект. Во секој аспект. Меѓутоа не е таков филм. Филм е кој што навистина многу ме тера да размислувам, има аспекти кои што многу ми се допаѓаат и аспекти кои што не можам баш да ги разберам. Океј. Фала ти многу што беше дел од ова издание, ти посакувам многу успех со преекспонирано, да се прошири не само во државата, туку надвор од неа, да почнат луѓето да дискутираат за самиот филм, а и за своите животи, да си се погледнат во огледало малку почесто отколку што тоа го прават, и да го погледнат партнерот во огледало малку почесто отколку тоа што го прават, отколку само кога ги извршуваат хигиенските задолженија од типот на миењето на зъби во WC. Така што огромен успех, да си ја најде својата публика, ти ја посакувам овој филм и да ми доеш пак во емисија за да продискутираме за наредните планини филмски планини кои што ќе ги искачиш. Ти благодарам на поканата и на ова што го правиш со промоција и поддршка на нашата кинематографија. Со ова темпо на работа изгледа за 5 години. Ќе се видиме. Не, ќе биде побрзо. Верувам дека нема да може толку лесно да остане наредно сценарио во фиока. Сега откако го скршим разот со првиот долг, знаеш како иде тоа? Добро, ова е снимено, па ќе го преслушаме. Ќе го преслушаме за наредно доаѓање. Знаеш тоа исто како се татуажите, ако една направиш, нема. Наредна правиш одма. Да. Така јас барам ги третирам филмовите. Фала ти многу што беше дел од емисијата. Јас сум Златко Ѓелевски, го затворам 541-от гримуар на Дансе Макабре и го враќам на полицата кај останатите изданија кои кријат тајните на универзумот до наредното издание на Дансе Макабре. Гледајте го преекспонирано на Елеонора Венинова и отворено зборувајте со вашите партнери за сомнежите, стравовите, потребите и мечтите.